Продолжува специјалното отворено студио посветено на раната Пулс. Со нас е Кире Димитриев. Ви благодарам многу што одвоивте време и вечерва сте со нас. Имаме малку ветер и студ во Кочани, но она што го правиме тука е за сите оние 63 кои што загинаа пред една година. Каде бевте тој 16 март? Како ја добивте веста? Бев дома. И морам да кажам дека сите претходни вечери не спиев добро, ама таа вечер, не знам зашто, се успеел многу цврсто. Така да не знам ни што се има случајно. Околу 4:30 на Савајле беше веќе 16 недела. Звонеше с ми Ангела, таа беше бремена, требаше на 16 во 10 часот со син ми да бидат во клиниката во Чаир за пораѓај. И како се јави таа на жена ми да спадне, да ја чува внуката Елена, која во тој момент имаше скоро 2,5 години, веќе бев буден и јас и викам ајде ќе спаднем јас, заедно ќе седиме доле со малата. Отидов до купатило да се средам и првата мисла ми беше на 16 октомври се роди син ми, недела беше. На 16 на него ќе му се роди син. Радоста беше огромна. Очекувањата беа во друг правец. Набрзо дојде жена ми трчејќи, поблиза Ангела сама ќе оде вика до болница. Како бе сама ќе оде, кај е син ми? Диме, каде е? Диме вика, отишол во диско. Никош немаше отиде во животот во диско. И спаднав доле на брзина, снагата ме чекаше, одиме на кај болница и таа ми збори нешто видела на Facebook, на страните социјални, дека нешто се случило, некаков инцидент. Уште не знаеше да ми каже дека е пожар. И јас, значи, одеме заедно со возило на кај болница. Таа беше вознемирена, ама не толку многу, загрижена, повеќе звонам, не ми се јавува. Тој не ми се јавува другите другари со кои што излезен. Викам, не се секири с нама, ти гледај ти да поминеш добро, да помине се, ја мислејќи дека ја носам на пораѓај, луѓе. Тука над Стричанска чешма имаше прва блокада од страна на полицијата, гледам блокирани патишта, присуство на полицајци што не ги познавам. И си викам нешто се има случајно големо, ама ниту на крај памет да ми текне дека нешто такво има случајно во диското. Луѓето ми сопреа, не ми дозволуват да поминам на кај болницата, викам ќе ми се породе снагата у колата, јас не знам што да правам. Ако вие знаете, еве помогнете ми, нема да одам до болница. Разбраа се, пуштиваме, горе повторно пред самиот влез на болницата, на мостот, повторно истата процедура. И упатуваме се према интерно оделение и побарање на снагата. Мене ми беше чудно, викам треба да одиме на гинеколошко оделение, ама ајде. Некогаш знае да има доктор да дежура на интерно оделение, вика може ќе викате од дома гинеколог. И веќе кога тука на самиот влез, сега ми текнува дека имаше двајца родители. И знам од видување. Сега сме веќе блиски, ама до тогаш не бевме и гледам луѓето кукат, плачат. Викам нешто страшно се има случајно, може некоја совлајкајка, знаете. И влеговме во интерно оделение и викам на снагата почекај малку да побарам доктор. Таа позади мене, дали инстинкт, дали што, како, влегла во првата соба и од таму се слушна еден страшен крик, пискотници. И јас веднаш таму се упатив, гледам снага ми моја стоја до вториот кревет, имаше три кревети беа полни со 3 тела, другите 3 кревети беа празни. Дојдов до неа и има што да видам. На вториот кревет син ми. Ама знаете дали мозокот, разумот одбива да регистрира, да прифати дека тоа е син ми таму. Изнесов ја надвор во ходникот, притрчаа тука медицински лица. Снага ми видно бремена. Почна да добива напад на паника, на шок. Не знае тие што да направат у првиот момент, не знае каде попрва да укажат помош, бидејќи веќе во тој момент болницата беше полна со луѓе. Излеговме надвор и таа ми вика, направи нешто. Не едиме, дели? Викам, не едиме, ајде, ќе влезам да проверам уште еднашка, ти биди тука, држи се. Отидов малку повнимателно погледав, како не едиме, син ми бе.
Другите две деца не ги познавам кои беа во тој момент. Дојде и таа, направи нешто, што можам да направам? Веќе видов дека нема знаци на живот. Едино викам да легнам јас да стане он. Ама нема, не се случи такво нешто. Не знаев што да правам, бев тотално збунет, изгубен, во шок и загрижен за неа што ќе биде со неа. Дојдовме дома. Тука жена ми вика, што биде дека е Диме? И кажувам дека Диме веќе го нема, дека повеќе нема да дојде. И знаете ли мајка како мајка, падна и на неа и се слуши. Не знам, не знам како да постапам, што е најправилно у тој момент, дали да пружам помош на снагата, колку можам и што можам да помогнам, дали жена ми да ја свестам, дали внуката да не ја разбудем од тие пискотници дома. Епа, после звонев на резидните родители на станата да дојдат најбрзо што можат, кажав и да не се секират дека таа е добра, ама да дојдат. Звонив и на ќерка ми, не и кажав што се има случено. Дојдеа и тие со зет ми. И јас реков дека ќе се вратам во болницата, бидејќи дома буквално не знаев што треба да правам, не бев свестен, отидов. И си викам, ајде ќе одам да побарам помош, може нешто. Може ми се учинало дека си ми во тој момент веќе починат. Отидов во собата, проверив, без пулс, без знаци на живот, стаклест поглед и да ви кажам право, веќе телото беше изладено. Проверив ги и другите две деца, сите беа без знаци на живот. Светот ми се сруши. Не знам како сум поминал, што сум поминал. Тама го поминав целиот ден. Во собата и малку надвор на воздух. Веќе имав представа од тоа што слушав и од полицајците и од други пријатели што ги гледав таму. Кога дознав дека бројката е над 50 починати, не знам што да ви кажам, беше страшно. Страшно беше. Бев во собата до 17 часот, додека го од страна на судска медицина, присуство на полицајци, на припадници на АРМ, го спакуваа во црна вреќа како и другите. И повеќе немаше што да барам таму. Отидов си дома, снаата во меѓувреме и се слоше дома, со болничко возило ја однесат во Скопје во клиниката во Чаир. Другиот ден, во понеделникот на 17 ми се роди внуче. Не само јас, туку целата фамилија бевме тотално изгубени, не знаевме да плачеме или да оплакуваме смртта на синот или да се радуваме за внучето. Не знам, тие беа многу тешки моменти. Не посакувам на некој таква болка. Беше страшно. Еве, сега треперам. Што да ви кажам друго? Да, примете сочувство, тешки моменти за вашето семејство. Да. Како издржавте овие 365 дена од тогаш до денес? Па слободно можам да речем дека првите 2-3 месеци не знаевме ни кај сме, ни што сме, ни како функционираме. Како одминуваше времето, веќе моравме да ја прифатиме реалноста дека тоа е тоа, плюс моравме да се грижиме за внуката, за новото внуче, за снаата. И тоа е, со болка, ете, научивме како и сите други родители што имат изгубено или членови од семејството, научивме да живееме со болка. И едноставно животот ни се сруши, тоа не е повеќе истиот живот што беше, нити пак ќе биде. Страшно. Ви благодарам многу што вечерва издвоивте време и дојдовте со нас тука да поразговараме на оваа тема, бидејќи овие истории мора да бидат пренесени за ова да не се повтори никош Да, повеќе. и ние сме за тоа. Благодарение на вас. Надеваме се дека ќе пренесеме барем дел од нашата болка, ќе се пробуде свеста кај политичарите, кај одговорните функционери, малку посовесно да се работат, да се стави крај на таа корупција и веќе никош да не се повтори, не само тука, туку било каде.
болката е неизмерна. Загубата е страшна. Кире, ви благодарам, живи и здрави да сте вие и Фала и вас. вашето семејство.